Велиш, или нема да ја почитуваме Преспа воопшто, односно ќе ја раскинеме, или ќе ја почитуваме до крај. Парцијално почитување на Преспанскиот договор го почитувате под наводници институционалниот дел писмен и во институции, да велите дека нема да ги менувате имињата на институциите Република Северна Македонија или документите во правниот промет, а од друга страна постојано ќе го велите името Македонија, добивате политика на дупло голо. Зошто? Бидејќи од една страна ви останува името Република Северна Македонија со кое интимно не се согласуваме сите, не го раскинувате Преспанскиот договор, а од друга страна ризикувате со огромна веројатност да добиете ново грчко вето. Околу Преспа да те прашам околу Преспанскиот договор, денеска имаше коментар од Европската комисија да се почитува Преспа, претходно имаше од САД да се почитува Преспа, иако пак ќе кажам дека претходно немаше коментари дека владата на Мицотакис треба да ги донесе протоколите, дека треба да се сменат патоказите и така натаму, но веројатно тоа станува збори за ажурноста на македонската дипломатија, но ти имаш многу добар став, со кој што апсолутно се согласувам, го зборевме пред емисија. Велиш, или нема да ја почитуваме Преспа воопшто, односно ќе ја раскинеме, или ќе ја почитуваме до крај. Зошто? Бидејќи политиката на парцијално почитување на Преспанскиот договор, а тоа е да го почитувате под наводници институционалниот дел писмен и во институции, да велите дека нема да ги менувате имињата на институциите Република Северна Македонија или документите во правниот промет, каде што во комуникацијата во целата држава официјалните документи ќе бидат именувани со името Република Северна Македонија, а од друга страна, колоквијално, од позиција на премиер, председател, министри, извршни функционери, постојано ќе го велите името Македонија, добивате политика на дупло голо. Зошто? Бидејќи од една страна ви останува името Република Северна Македонија со кое интимно не се согласуваме сите, не само ВМРО-ДПМН како владеачка партија, значи ви останува, не го раскинувате Преспанскиот договор, а од друга страна ризикувате со огромна веројатност да добиете ново грчко вето, каде што најавите веќе од првиот и најмокниот човек на Грција, Кириакос Мицотакис, одат во таа насока, каде што и Сириза како потписник на Преспанскиот договор, која беше напаѓана од Нова демократија, му упатува директна политичка порака на Мицотакис дека максимално треба да го следи спроведувањето на Преспа, односно да реагира со затворање и замрзнување на европските преговори на Македонија. И сега, ако грците наново го употребат инструментот вето, се поставува прашањето што правиме ние со Преспанскиот договор. Дали Грција ќе ја блокира Македонија кон европските интеграции и дали ние понатаму ќе го почитуваме Преспанскиот договор, макар и за институционална писмена употреба. Целта на Преспанскиот договор не беше Грција да потпише 3 меморандуми. Тоа е апсолутно лошо, недржавничко и недобро. Што не ги потпише? Што не ги потпише. Да. Тоа сите се согласува. Ама тоа не е клучната цел. У меморандумите Грција не била надлежна за... Ма што беше клучната цел? Да ги почнеме преговорите со Европска? Да го тргнат ветото од европските и евроатлантските интеграции. Блокадата на Македонија поради уставното име беше Македонија да биде спречена да стане член на НАТО и во догледна иднина членка на Европската унија. А не беше потпишување на меморандуми за Грција да биде и да има економска соработка. Па Грција го оспоруваше уставното име на Македонија, па имаше одлична економска соработка во времето на Љупчо Ѓоргиевски. И има и до ден денес. Но тоа се само протоколарни работи. А тоа дека не го почитувале. Тоа значи не почитување, ама не, тоа е основно непочитување. Ама тоа апсолутно сите сме против. Ама знаеш каде е проблемот? Дека сега им дадоа аргумент на ВМРО дека они не го почитува, па и ВМРО нема да ги почитува. Не, проблемот е што Преспанскиот договор вели Македонија ги менува имињата на институциите и така натаму. Институционално го спроведува Преспанскиот договор. Заев оди не, ама институционално го спроведува Преспанскиот договор согласно со отварањето и затварањето на поглавјата со Европската унија. Тој договор е врзан со интеграцијата на Македонија во Европската унија. Сега тие што биле гарантори меѓународни, иако не се потписници на тој договор, треба да се замислат зашто не испорачале у тој дел. Така е. Па затоа јас велам дека СДСМ ако најмногу изгуби од тоа слепо верување во Европската унија и одење со глава во зид дека ќе влеземе 2030,
Апсолутно тука си во право. Сите очекува дека после потпишување на Преспанскиот договор веднаш ќе се почнат преговорите и Заев веројатно го верувал наивно во тоа. Нема, И тоа дека стои, паралел стои така договорот во самиот договор. Па сега, ама види Милош, затоа ќе кажам, на нив Преспанскиот договор им беше затварање на едно безбедносно прашање. Во очите на американската дипломатија не е Преспанскиот договор или проблемот со името емотивно, национално, историско, државно како сакаш. Нив ги интересираше поради тоа што Грција се противела на самитот на НАТО во Букуреш во 2008 Македонија да стане член на НАТО како земја членка, тогаш дали беше 29-та, без Црна Гора нема врска. Нив им беше битно нив им беше битно само Македонија да стане формално правно членка на НАТО и на тој начин да речат дека оваа држава условно кажано тргаме од некое си руско малигно влијание кое се уште постои на Балканот кај тие земји кои не се членки на НАТО. Тоа во перцепцијата на американската највисока дипломатија се гледа така со тие очи. Дали ние мислиме дека американски председател, независно дали е само извини, овој од почни сега од Бајден, па не знам претходно Трамп, па Обама, па да доеме до Буш, дека ќе седне и кога ќе му го презентираат проблемот меѓу Македонија и Грција околу потребан уставното име, он се нема да спие, па ќе чита историја, па емоционално. Ќе му капне солза една. Тоа сакав да кажам. Значи они се многу прагматични и они гледале со сите нивни советници како да најдат решение на проблемот само и само. И па го напишале. Нашле решение и не успеа. Па види во тој. И заради тоа на Преспа првиот форум што беше во Охрид, американските дипломати многу им беа љути на европските дипломати и малтене во тие нивни говори имаше јавно несогласување, тоа беше по француското вето, а не по бугарското. Сега тоа е. Ама види се, ни еден договор напишан и изгласан на меѓудржавно ниво не може во веки векови да мислиме дека ќе биде почитуван ако се сменат не знам властите во тие земји и се противат на тоа. Тоа е исто што го бараат решението меѓу Косово и Србија, меѓу официјален Белград и Приштина. Еве сега се Курти и овој Вучич, тие се тврди нели да речем под наводници националисти, ги бранат албанските интереси на Косово и српските во Србија, не попуштаат, но хипотетички да претпоставиме дека хипотетички, што јас мислам дека апсолутно никогаш нема тоа да се случи, во не знам во Белград ќе дојде српскиот Зоран Заев, а во Приштина ќе дојде косовскиот Алексис Ципрас и дека ќе потпишат договор за нормализација на односите меѓу Белград и Приштина налик на преспанскиот меѓу Скопје и Атина. И дали ако мислиме дека тогаш српскиот Зоран Заев и овој косовскиот Алексис Ципрас го потпишат тоа, нема после 5 години на власт да се вратат реалните Вучич и Курти и сето тоа да не го почитуваат и наново и ово на ново ништо или тие ќе завршат као Фицо. Не, сакам да кажам, сакам да кажам, не може таков договор да мислиме дека ќе се почитува вечно ако инцидентно бил потпишан од лидери кои потоа биле збришани на избори и во едната и во другата. Не биле исполнети очекувањата од самиот договор. Ама проблемот, најголемиот проблем во ваквите договори е што имаш мнозинско население и во Македонија и во Грција кој е против тој договор. Не можеш да најдеш во ваков спор вин-вин решение и ситуација. Не можеш да најдеш вин-вин решение и во Белград и во Приштина. Бидејќи реално да правиме муабет. И ние, и грците сметаат дека се 100% во право во однос на спротивната страна. Ние велиме дека апсолутно сме во право, името да ни биде Македонија, единствена земја во светот сме, што се вика Македонија, нема никаков таков приближен случај на негирање на една држава, зашто во рамките на својата држава имала покрајина Македонија, па незиниот северен сосед се викал со државни име Македонија. Чад и Романија се караат за знамето. За знамето, не. Сакам да кажам ваков случај на промена на име под притисок на друга земја, јас во поблиската светска историја немам слушнато. Мислам држави се именуваат име, ама се именуваат ради внатрешна своеволна конституција на промена на име. Сега сакам да кажам, одика и грците, значи јас ниту сум имал некоја си, не знам, комуникација, како што пола Македонија иде на одмор у Грција, па има, не знам, пријатели збори, но доволно е само вие да отворите на форумите, каде што, не знам,
ќе се закачат 5, 10, 15 наши. Трајанко од Моноспитово ќе каже дека Александар Македонски е А тие на Facebook постовите за Абе еве сега античка ќе ти историја, кажам. тие се најаки. Ама сега ќе ти кажам, Трајанко од Моноспитово ќе каже дека И од некој од Полигирос. Александар Македонски бил антички македонец, односно ние сме наследници на античките македонци, они ќе почнат нивното да кажа. Ја таква омраз. Циганоскопјанос, Да, Монкидонијанс. Монкидонијанс, Циганоскопјанос и горе има Пресмешни ми се. Да, Тие има- по некој ќе си ги отворам Не, само ама има- и ќе си ги кликнам коментари и ќе се смеам Добро, три- има три шаторот црвено-жолт шаторот, дека Да, ние сме да. циркус Македонија, нема врска, сакам да кажам. Ја таква патолошка, дури би рекол, би си дозволил фашистичка омраза и одвратност од грчкиот народ према нас, што не рачунаат за човечка подраса, не сум видел. Тоа мислам дека не ни е кон нив. Ние сме полудени да идеме у Грција. Најголем проблем, знаеш што ќе биде за македонците? Не раскин на Преспа. Најголем проблем ќе биде за македонците да им ги вратат визите и да не може да отидат 1.200.000 македонци на Халкидики ова лето. Не се смеј, тоа е проблемот. Сега имаше расправи, Два ти смеа. ама сега имаше расправи, еве ќе ти кажам, меѓу нашите најголеми патриоти, еден рекол да ги затвориме границите, нема што да идеме Па кај има тие. укинато Сам- два лета се укинати Скопје Атина Ќе укинат и полека, и полека скоро се све. укинати до како се каже овој Монденскиот остров. Санторини или Не. Миконес не го. Нема врска. Небитно е тоа, ќе одат до во Крит, многу мислам. во многу До Крит. во порадикални работи. Ако го укинале до Атина и до Крв е До крв, до крв. извини. Не до Па јас мислам значи ако укинале до Атина и до Крв е најмал проблем. Проблемот е да не одат стварно во блокада нанова на Европската унија, тоа да имплицира нови политички перпетуирани кризи на меѓуетнички план. И проблемот е, знаеш што може да се случи? Грција си има право на суспензивен режим на визната либерализација, како што 2020 година самата Грција одлучи дека нема влез не за македонци, туку за нели граѓани од цела Европа. Може Грција тој механизам да го употреби за суспензија на визната либерализација и да рече за македонските граѓани поради тие и тие причини воведуваме визен режим. Тогаш ќе имаме стварно сериозен проблем во менталното и психичко здравје на македонците, кога не може да отидат, кога ќе им текне и ќе сакаат да отидат на еден ден во Солун и ќе треба во Што јули има врска ќе одиме на Увалона? во Валона. Што има Иронизирам, не, врска? иронизирам, ама сега ќе ти кажам. Да се вратат у јули и у август Па пред таму бар не грчка сака. амбасада, да седат во редици на 45 степени. Не бе зошто. Не бе зошто, ама тоа не се навикнати. Сега реално да правиме мојавет 15 години наназад, македонецот беше научен по 5-10 пати да оди у Грција. Проблем ќе им биде на тие луѓе, верувајте, ментален дека не може да влезат у Името Грција. ќе го нема врска. Јанаки Прки Нема има проблем, врска, поздрав до Јанаки ако не гледа. И што Сакам има да врска кажам. со сумовите? Јанаки си едностоп секој викенд у Грчка. Ма нема, не, Добро, абе, и- милиони 200.000 Текна лани, на Милиони Да го 200 се поздрав. таму. не, милиони бе. 200.000 имаш Зашо 2023 го влезе. офираш Јанаки, брат, сега Не ти го пише офирам. ова, ма сега Не ти бе, пише зашто што- си го поздравував другар ми? Да, го кажа, го поздрави. Сакам да кажам, Не, сега ќе ми пишеш што проблемот мислам. е сега, Камон. глед до која бизарна Зонеме туши, небулоза добре. сме влезени. На наши социјални мрежи, еден пишува да се затворат границите, никаква комуникација, не да не им одиме, туку демек они се да не ги употребам зборот цигани нормално како што пишуваат наши ромите ги почитувам како етничка заедница, ама погрдно ги именуваат така, не им одиме кај тие таквите како што го употребив тој збор, доле една му пишала па сега ја што да правам, уплатив летово за одмор. Ја читам, ама она исто е против нив. Она е бранител на името Македонија, она ја почитува инаугуративната заклетва на новоизбраната председателка Гордана Ислямовска Давкова, ама вика чекај јас сега што да правам, уплатив за одмор. Па тоа е класичниот македонец бе Милош. Ја Од не тој знам они што ќе македонец- прават, ама ја вака ќе правам. Ама од тој македонец Македонија е дојдена до ова дереч. Не можеш ти да ти се сведе тебе патриотизмот дека си уплатил на одмор и ќе ти пропаднат парите. Друг пример ќе ви кажам. Што го проверив и ме интересираш. Еве ако те интересира за прашањето за името кој е мојот став. Јас сум, ама ако водиме таква политика, да бидеме честни и искрени. Грција 30 години водела, па ќе си дозволам да кажам, и фашизоидна, и нацистичка, и националистичка политика на негирање на употреба на име на еден народ, на многу помал народ, на употреба на меѓународно и уставно име.
во нашите историски мемориски наративи, нашите историски официјални учебници, учиме дека македонците од Егејскиот дел биле протерани во граѓанската војна, која некои тука историчари ја викаат етничко чистење на македонците, на децата бегалци. Значи, ние имаме многу негативен набој и историски, мемориски код во односите со Грција како држава и грчката нација и грчкиот народ. Сличен пример ќе ви наведам меѓу Турција и Ерменија или турскиот и ерменскиот народ. Отоманската империја во 1915 година врши класичен геноцид на ерменско население, убивајќи 1,5 милион ерменци. Кога Ерменија завршува во Советскиот сојуз и е дел од најголемата и најмоќната земја во светот, до 1990 меѓу Ерменија и Турција нема никакви проблеми, но кога се распаѓа Советскиот сојуз во 1990, Ерменија се појавува територијално колку Македонија е на картата и по жители и по население малку поголема, да граничи како Ерменија со Турција. Значи во турско-ерменските односи ве имате геноцид од турците или Отоманската империја, Република Турција е наследник. Сакам да кажам, од 1990 до 2023 меѓу Ерменија и Турција нема копнен граничен премир. Нема. Сега меѓународната заедница со некакви си, не знам какви напори, пробува да направи некоја си политика на приближување да се отвори еден граничен премир. Значи решиле ерменците, нема што да комуницираме со тие што историски не уништиле и извршиле геноцид. Ако ние како нација сметаме дека грците ни се геноциден злотвор, ни го негираат името и извршиле протерување на македонците од Егејска Македонија, поирум, направете референдум, во референдумот вратете го името и ако стреба, јас ќе бидам прв што ќе се залага за затварање копнено на таа јужна граница со нашиот јужен сосед. Ама со авиони кидат. Не, со ништо да не. Грција Не. ќе има тогаш авиони, кои ќе идат? Скопје, Атина ќе има директна линија. Не, нема, гледаш ти си прочитал коментари, имам платено лет. Па тоа сакам да ти кажам, Александар. Јас, еве сега ќе ти кажам најискрено, најреално, без цинизам. Да се случи тоа, јас во животот во Грција дали сум бил, да не претерам 5-6 пати. Да живеам ко Киро Глигоров 94 години, во наредните 6 години ќе немам апсолутно никаков проблем да стапнам во таа земја. Да не стапнеш, мислиш? Да не стапнам. Апсолутно никаков проблем ќе немам да не стапнам. Но го поставувам прашањето. Дали од тие 1.200.000 што влегле и направиле влез во Грција во 2023, пола од нив, ако во наредните 60 години се живи, или 50 и никогаш не стапнат во таа држава, ќе имаат сериозни психосоматски, душевни, ментални, не знам какви растројства и ќе треба да ги Нема, напомиме бе, ќе одат. негорци и бардовци. Ја ти кажам дека ќе имаат. Не бе. Многу поголем проблем е. Нема, ќе одат у Далеку е Как Црна се Гора, далеку е Албанија. Валона, Не. Самил, Еве, за Исто е што Јонско море. Не Јонско исто, не, тука. за македонецот Климе. Солун и шопинг и Гиро и двата краци, каде што идат и после тоа кога ќе се вратат на работа раскажуваат 2 недели како си поминале у Сивири, у Флогита, у Торони, па сега каков бил смештајот, им кажуваат на колешките. Тоа е за македонецот живот. А зошто да Дека не? наш Ама не е тоа за македонецот, тоа е животот за За секој си- за во ред, секој ама- просечен европеец. не ме разбираш, сакам да ти кажам. Ако ние ти си, европејани сме више. ама ти ако си патриот, нема да одиш во таа Сакам држава, да ќе одиш кажам, во не, Албанија, бе, да чекай. речем, или било каде. Ама Климе, чекай маце, Климе беше за да се раскине Преспанскиот договор. Ама сега кога го кажа ова Благојче е сериозно загрижен, вели, а грчките камиони од кај ќе одат? Исканија му вика преку Бугарија. Сега ние може ќе треба и со Бугарија да затвориме границата ако се скараме. од Албанија. Ако се скараме и со албанците, можеме и со Албанија. Ја, И онда што ќе бидеме слепото црево на Србија. Добро. Чекајте. Ќе бидеме. чекајте. Ама добро, нели? Не, им- тогаш може ќе треба да Многу не исечат, да ова не извадат. дефектистички правите моја. Не, види се, јас знам, Александар, дека ова нема Види, да се реалноста случи. е дека нити преспанскиот ќе се раскине, нити бугарскиот ќе се односно Да, ама бугарскиот можеби ќе се репреговара, ќе стават некоја точка запирка нешто шатро да помине. Јас ти кажувам моментално, за да. Руме раде вели не. А преспанскиот нема да се раскине. Ама стои прашањето дали Грција може да го потреби наново ветото. Тука е Ќе прашање. го потреби ветото, па Па тоа е најстрашното за нас. Па, А Ние преспанскиот во името не е вратено, ветото 100. е така. Па Не сакам јарно. го направи преспанскиот. Така е.
тие што се гарантори. Ама затоа истото да не се преповторува. Европска унија Или и праиш, Америка. ама види, или праиш целосно раскинување, макар ништо ако треба името да го Не вратиш можеш да направиш целосно раскинување. за Владеличе, внатрешна употреба. Не можеш да Ќе те направиш. тужат на меѓународен суд, ќе Не те можеш добијат. да направиш целосно Меѓународен договор Не можеш е да направиш депониран во целосно Обединетите нации. раскинување на односите, особено заради тоа што Не, ние на тврдиме. договорот зборам. А, на За да го договорот е вратиш друго. името, не за односите, ние сме две земји членки на НАТО. Ја ова што го кажувам, Ја го се- кажувам или копнен племен, или иронично. да, Не, иронија, не, не, да. не, не. Александар ние Слеми такова беше што- иронично. Да, Ја не да. сум прво едно имало затварање на таа граница од 93-та до 95-та 18 месеци, кога они вршеле притисок да го смениме поранешното државно знаме Сонцето од Кутлеш или Вергина, ама тогаш имаш ембарго од Грција и 18 години пиле не можело да прелета, не па човек да влезе, и американците го прават договорот од 95 од времената спогодба за нормализација на односите, за отворање на границата и за отворање на канцеларии за врски. Значи во тие 18 месеци македонската економија е десеткувана. Тука го имаш почнување на транзицијата, Бранко, бркање на стотици илјади од фабриките, распад на комунистичката економија, влегување у тотален хаос и ти имаш 18 месеци грчко ембарго. Па тука имаш ти галопирачка сиромаштија до 40-50%. Буквално да се јадло лепи корењ. И сега знам дека после 30 години фатени се работите во друг колосек и дека не може да се вратиме ние на херметичко затварање на границата. Све ова го иронизирав. Не сум ја дебил да мислам дека оној што пишуваше затворете ја границата, не им одиме, дека тоа може да се случи. Ама па имаш може 200.000 со таков мозок што мисла дека стварно може да се затвори границата, да немаме копнени врски и може мислат и не знам Стојанче Ангелов ќе добие команда од Гордана Силјановска Давкова на Солун да иде. Тодор Петров 90-та одеше да затвараше таа граница и може да го поведе народ. Има и такви луѓе што веруваат дека може да отидеме на Солун и тоа е тоа. Нека се проба со секоја политика. Ја не сум воопшто против. Јас сум секогаш против да се води политика со Мири која бани се девојка. замајува народот и секогаш позициите на Македонија после таква политика се 10 пати меѓународно лоши. Не види. Извини, Значи, ако одиш во Многу се политика, јасни ставовите и политиката на ВМРО ДПМН. По однос на Преспанскиот договор. Многу се јасни, исклучително јасни се. Значи да бидеме тука на не се смеј. исклучително јасни се. Исклучително јасни Ќе го се. Знаеш, почитуваат Преспанскиот Не, не, договор и не. ќе го употребуваат името Македонија. Преспанскиот договор е реалност. Добро. Толку. Тоа е политиката на ВМРО ДПМН. И ќе се викаме Македонија и Мицотакис ќе вика уште 3 пати ако викнете. Фактичка ние ќе состојба е дека согласно Преспанскиот договор за домашна употреба имаме право да викаме Македонија. Ама Македонија, Ајвар кој ќе премем. Председателката. Македонија, врза. извини, Македонија во изјави за јавност и за медиуми смееме да го користиме. Но Македонија е широк поим. Види сега. Нашата името на нашата држава, да не ќе да звучам како овие од СДС, е Република Македонија. Ако Добро, веќе не го сакаме да кажемо. го И да кажеме, сакаш да се кандидира за председател на СДС. ако На сакаме да инаугурацијата рече Македонија, не кажа ни Македонија никогаш не ни било уставно име кое ќе видиме. Нашето Така е. поранешно уставно име е Република Македонија. Така е. Она искористи име кое никогаш не било официјално она уставно не име искористи име, искористи термин. на географски историски поим. Така е, А искористи ние сме термин. дел од тој географски поим и се викавме Така е. Република Македонија, сега Република Северна Македонија по новото уставно. Ама еве ти друга ситуација, она ќе иде сега на свеченото чествување Мора на да иде со Свети Кир. Северна. Не ќе оди во Рим. Мора да иде Да, така. тоа сакав да кажам. Она ќе почне да дава говор таму пред италијанскиот председател и она ќе биде под радарот на грците каде и да отвори уста. И ако си каже Македонија, Република Македонија, па овие ќе гракнат од доле и се ние дали мислиме дека 5 години можеме да водиме политика, Не, дека не. Мицотакис ќе добива информации постојано од Министерство за надворешни Не, не, работи, не, не, не. Силјановска дали лекрала Република Не, Северна не, не, Македонија. не.